Во јавна соба денеска се изложени креативни дела од е-отпад, изработени од вештите раце на лицата од трето доба, кои се корисници на дневниот центар за лица од трето доба на Црвениот крст на град Скопје, како и од средношколци од гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Овој проект, кој се спроведува во соработка со Црвениот крст, Нула отпад, Средното училиште Раде Јовчевски Корчагин и скулптори професори, представува спој на младината и лица од трета доба со цел да се подигне свеста за селекција на отпадот и возрастните лица да бидат пример за младите, бидејќи, како што кажа Сузана Тунева Пауновска од Црвениот крст, екологијата е запоставена. Навистина сметам дека со овој денешен настан и со изложбата која што вие ја подготвивте сите заедно, ќе придонесеме за подигање на свеста кај населението за тоа што значи да се биде со висока екосвест, што значи да се внимава како се селектира отпадот, што е тоа што треба да заврши таму каде што треба да заврши, а вие денеска на еден уметнички начин покажавте дека сето тоа има и некоја друга вредност. Навистина сметам дека во последните неколку години на територијата на нашиот главен град делот на екологијата ни е малку запоставен и лично се надевам дека со оваа изложба денес ќе придонесеме навистина сите оние кои што ќе ја посетат изложбата да размислуваат на еден поинаков начин како треба да се грижиме за средината во која живееме, меѓутоа истовремено и да промовираме вредности кај помладите луѓе, за да можат едноставно да бидат социјално одговорни личности во општеството во кое што треба да творат, да живеат и да создаваат иднина. 75% од отпадот кој секојдневно го создаваме не се распаѓа и е потребно да се даде нов живот на оние предмети што, иако може да се искористат, луѓето ги фрлаат во ѓубре. Токму преку оваа изложба се покажува дека електронскиот и електричен отпад може да се реупотреби во уметнички цели. Благодарност до сите учесници во ова идеја на склоп на генерации и еден склоп на екологија и уметност. Јас би ви се заблагодарил уште еднаш за толковото големо учество и се надевам дека ќе имаме и други вакви акции каде што ќе можеме да покажеме дека електронскиот отпад не е нешто што може да загадува, него може и да се реупотреби и во едни уметнички погледи и цели. Професорот Стојче Тоциновски, кој заедно со својата сопруга беше дел од оваа работилница, рече дека соработката била одлична и се стремеле од отпад да направат уметнички дела и да се пренесе искуството од возрастните. Оваа соработка течеше фантастично поради сето тоа што малку е нова како тематика за овие корисници, нели, од дневниот центар при Црвениот крст и едноставно гледавме да направиме што е можно по уметнички дела. Барем до некој степен да можеме да парираме на младите автори, нели? А во секој случај да го покажеме искуството кое што возрастните лица го имаат, ќе одат низ останатите градови во Македонија да бидат запознаени и едноставно оваа акција да може да се прошири понатаму и да се развие свеста како кај младите, така и кај возрастните, едноставно да имаме една не само почиста држава, туку почиста планета. Богдан Николик е еден од пензионерите кои создаваат дела од е-отпад, а според него, преку оваа изложба, лицата од трето доба покажале дека и во овие години може да направат нешто. Овие трудолюбиви луѓе, ние од пензионери, речиме, ето моите години се 84, уметноста од време не повлекува. Меѓутоа, приликите беа да се работе в друго сем тоа не. Овде стварно се покажавме некако дека сме солидни, дека работиме и дека можеме и во овие позни години, далечни години, а и старост да не речеме, иде добро. Најновото ова ме воодуши. Кога работевме на ова, мислевме дека е тоа, али сега кога гледам на изложба, како тоа фино изгледа, како тоа убаво изградено и направено, ме удушевува. Целта на оваа изложба која ќе патува низ Македонија е да се поттикне размислување за здрава животна средина, како и за реупотреба или рециклирање на е-отпадот.